Почитувани мој, добар ден. Пред нас е уште една работна недела, а понеделнички повторно со вас ке, верувам, развиеме дискусија во која што ќе земете големо и активно секако учество. Американската амбасадорка Анджела Агилер во април изјави: резултати во судството нема. Завчера холандскиот амбасадор во Македонија Дирк Јан Коп за судскиот совет изјави: нелегитимно тело, болно е за гледање и дека нема ништо од напредокот. И порачува: вие треба да се изборите со корупцијата во земјата. Па ве прашуваме, имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата во судството? Дали некогаш ќе имаме независно судство? Има ли надеж за нашето судство? Имаме ли судство? Судство? Су? С? Тит? Холандија го стопира проектот за судски совет. Амбасадорите во Македонија повеќе не сакаат да ги фрлаат во ветер парите на своите даночни обврзници. Ке имаме ли некогаш независно судство? Дали сме имале некогаш независно судство? И секако тука ќе ве потсетам задолжително да не заследите на социјалните медиуми. Секако тука е Facebook црвена линија на која што можете слободно и да коментирате, шернувате и лајкнувате. Топло препорачуваме да не го испуштите ниту профилот на Телма телевизија на Facebook, на кој што секако црвена линија ги објавува своите теми, а задолжително ќе побарам да не заследите на Instagram. А еве и зошто. Бидејќи ако кликнете по заследувањето на Instagram Story, ќе ве пречака нашата денешна анкета, која што гласи: имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата во судството? Две опции за одговор имате, едната е да, не, а резултатите по рекламите секако ќе бидат соопштени. И тука на самиот почеток секако ќе ве потсетам да ја заследите и страницата, подочно секогаш да кликнете на telma.com.mk со оглед на тоа што ќе бидете брзо и ефикасно информирани. Еве, во однос на темата можете и многу повеќе да прочитате, доколку се задржите на следниот наслов: Холандија не сака повеќе да троши пари на судскиот совет, гледаат корупција на секаде, а борбата не дава резултати. Меѓу другото, ќе подсетиме дека превирањата за превлаз во највисокото судско тело ја принудило холандската амбасада привремено да стави во мирување голем проект за унапредување на работата на судскиот совет. Освен чудоневидувањата за ова, како што вели, нелегитимно тело, холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп со емотивна изјава: болно е за гледање, како наместо напредок корупција зема замав во судската власт. Ништо од напредокот е оценката на Коп во неделното интервју дадено за Радио Слободна Европа. Па, ние конкретно имаме прашања до вас, ке повторам, секако ве прашуваме дали имаме сили самите да ја спречиме корупцијата во судството, дали нашето судство никогаш нели успешно се борело со корупцијата и дали сме имале никогаш независно судство и дали ќе имаме воопшто независно судство. Што ќе каже првиот гледач, ке слушаме во овие 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Директно на прашањето, имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата во судството? Одговор не. Баравте то. Зошто не? Па не може. Која како да дојде партија на власт и клава своји суди. Тука е крај. Нема повеќе што да се дискутира. Едните дојде на власт, нивни суди. Другите дојде на власт, нивни суди. Ево, само не ги разбирам овие од СДС што велат дека сите суди се уште били од ВМРО. Ако беа од ВМРО, немаше да ја судат Јанкуловска, немаше да лежат 300 години затвор луѓето. Значи не се од ВМРО судите, него која да дојди власт, кажа, всиклава своји суди. И никогаш нема та корупција овде застани. Мој предлог, ќе бидам краток, да увезиме судство од Јапонија, од Кина, од Русија, не знам од која држава, тогаш ќе биде судството независно. Сега нема шанс. Џабе си зборуваме, џабе си правиме чамче муавет, викаме ние битолски. Не.
Тоа е завршено, ова држава пропаѓа. Зарем сами не гледате кој ја води државата? Зарем сами не гледате кои се главни суди со незавршени дипломи? Што барате поќе да зборуваме по телевизии? Кога сме имале независно и квалитетно судство, паметите ли такви времења? Дали сме, не ве разбрав? Дали некогаш сме имале независно и квалитетно судство? Дали паметите такви времења? Памтам во Југославија. Памтам во Југославија. Од кога се осамостанивме, никога сме немале правилно судство. Така, благодарам многу што и ве се вклучивте и ја започнавте на некој начин денешната дискусија со гледачите на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас, па и ве велам и ново добар ден. Добар ден, Тина. Добар ден. Во Црвена линија сте и имате ли конкретно одговори на нашите прашања? Да, поздрав до вас, поздрав до емисијата. Поздрав големи до вас секако. Па доколку можевме ние сами да го решиме проблемот во судството и правосудството, до сега ќе го решевме. 30 години не е мал период за да се реши некој проблем. Така да дефинитивно немаме сили сами да го решиме тоа. Затоа и како што кажа претходниот гледач, да бараме од Кина и од Русија. Па зашто Кина досега не даде средства да вложи во судството или Русија? Него дадо американците пола милиарда долари вложија, али нашите тоа суди и тамо правосудство и обвинители тоа све испокрадоа. Сега исто така има проект од Холандија. И тие видоа дека не можат да се справат со нашите олигарси и судии, кои што цело судство го претвораат во приватни судови нивни, така да многу тешко сами. Независно судство имало до 91 година, може да кажем дека 50-50. И тогаш не било судството кизнет колку добро, али едно добри 50% се верувало во судството. Така да тоа би го имал јас се да кажам. Поздрав до гледачите и поздрав до вас. Благодарам многу за вашето вклучување во Црвена линија. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Здраво? Здраво. Добро. Дека ми рекоа имало уште еден пред мене, ама јас сум бил. Да. Вака би кажал, значи, исти бе овие американци, холандјани, белгијанци, што не тука, какви не доаѓао дека да продаваат памет. Истите тие го стимулира ова судство, вако како што е. Сега, не име толку до ова судство вака како што е, да го искараат, него барат изговори. Изговорите се затоа што народот, нарочито македонците, сватија дека со оваа политика што ни ја наметнуваат, со промена на име, промена на устав, каде што некој ќе биде уставотворен народ и све останати овие браќава ранкомни, значи, сега гледаат дека не им иде, дека кочи работава. Значи, у собрание не се завршаваат работите како што се завршија 2018, мислам беше, со промена на име, или 19, не ме држат заборави више која беше, тоа предавство. И сега, полека, гледаш американката се закани, у старт ни кажа, до нова година, нели, завршивте ова што ви го даваме како домашна задача, вие ќе имате проблем со нас. Значи, пази, американците рекоа дека ќе ја расипат калимерата со нас, нека ние ќе имаме проблем со нив. Проблемот се знае како ќе биде. Како што имаше закани за бомби по школите, сега малку тоа ќе биде поекстремно на повисоко ниво. Имаме тука борци на ИСИС, кои ќе ја завршат таа работа и на крај ќе си легнеме на брашната, ќе мораме да бидеме бугари. Благодарам за јавувањето и ќе напоменам сепак она за што дискутираме денес е за пораката која што е испрати холандскиот амбасадор и она што конкретно ве прашуваме дали имаме сили самите пред се да ја спречиме корупцијата во судството, дали некогаш ќе имаме според вас независно судство, има ли надеж за нашето судство и меѓу другото
дали некогаш паметите времења кога сме имале и независно судство и секако судство без корупција. Како да е, еве како се коментираше во однос на темава за која што дискутираме со вас на Твитер. Ефо има напишано коментар на насловот секако. Леле каков крај. Холандија прекина поддршката за судски совет бидејќи гледаат корупција. Петров ретвитнува. Овој судски совет треба да се распушти и сите до еден дома да си одат и кривично да одговараат. Не само холандската амбасада да ги прашате граѓаните, сите до еден ќе ви кажат за оваа судска која со години ја уништува државата и граѓаните. Па затоа црвена линија еве ги прашува граѓаните, имаме ли сили пред се самите да се справиме со корупцијата и да ја спречиме во судството, дали имаме независно судство според вас и дали воопшто имаме надеж за нашето судство и дали сме ние тие кои што сме во состојба да се избориме со корупцијата во земјата, меѓу која што е и овај пораката на холандскиот амбасадор Дирк Јан Коп. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Дали имаме судство? Судство немаме. Дали има надеж? Нема надеж. Се додека фамилиарно татко судија, син судија, ќерка судија, академија на суди кои ги пуштаат тамо и ги пуштаат преку ред, ги пуштаат со врски, нема судство. Од 91 година навамо судство нема. Михајло и Филимена Манески судили беа тие. Јавни обвинители ли беа тие. Маж и жена. Европа пушта пари, за се пушта пари, и за земеделие, и за све. Ние се правиме најпаметни, ние мислиме дека Македонија е центарот на светот и све околу Македонија се врти. Не се врти се околу Македонија. Што рече америчката амбасадорка, толку пари имаме вложено во судството, од тоа ништо нема. За какво судство збориме ние? Ма нема судство, нити пак ќе има. Што да кажам друго? Дали еве некогаш паметите времења кога имавме независно судство и каде што времења каде што успешно се справувавме со корупција? Имаше бивша Југославија и тоа не беше баш 90%, 80-90% имаше право судство. 20% немаше и тогаш. Али ова денеска со коефициент 0,2% верба во судството, 0,3%, Благодарам многу што ја искористивте и вашата можност за да се вклучите во оваа денешна дискусија. Продолжете да не следите. Време е да слушнеме што ќе каже новиот гледач или гледачка. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден. Благодарам. Ја само на кратко би одговорил. Па доволно и 90 секунди. Немаат американците ништо со нашето судство кога криминалците се на власт. Значи, судство не може да има, правда не може да има. Толку од мене, фала, пријат. Ве молам, еве кажете ми зошто мислите дека е така? Невозможно ли е самите ве да се справиме со корупцијата во судството и да добиеме квалитетност? Можеме во секој момент. Само нека падне оваа влада, да дојдат избори и ќе биде во ред. А паметите ли времења еве кога не сме имале вакви проблеми? Никогаш не имало вакви проблеми. Ова е овие 5 години, од која се криминалците на власт. Тоа би било се. Добро. Во ред, благодарам и до вас за вашето вклучување. Фала и на вас, пријатно се него. Пријатно се него, секако продолжете да не гледате. Ако има гледачки, ви дадеме секако вам предност. Минутите во црвена линија се задолжени за вас. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден. Намален ли е тонот на телевизорот? Намален. Одлично. Ако е така, еве кои ќе бидат вашите одговори на нашите денешни прашања? За какво судство зборувате?
дали Македонија, слушам дека имала 12 универзитети, неколку правни факултети, два беа многу во пред 90-та година. Правниот факултет е струка, не е рекла казала кој било да седи тamo и да суди. Тоа е исто како ветеринар да клајте да ги лечи луѓето. Уште полошо. Ова господа што кажува дека сега било во последниве години, не. Од 2001 година навамо нема судство, 2001 година е се запустено во државата со договор што е потпишан за соживот. Тој не е договор за соживот, тој е договор за уцена. Се живо и диво сега зеде факултет, праведник, постана судија. Нема суди побрзо. Суделе некој само што имал средно образование, пак поправично суделе од овие сега што има факултети. Кој има факултети сега, како завршил, никој не знае ништо. Сите завршиле со пари. Благодарам многу за вклучувањето и веќе подсетам секако задолжително за следене на Facebook Црвена линија и профилот на Телма телевизија каде што ја објавивме и денешната тема. Ке подсетам на Instagram Story. Кликнете и дадете одговор на денешното анкетно прашање. Имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата во судството? А еве како се коментираше и на Facebook. Меѓу другото, ќе подсетам дека на Facebook, еве сега ќе можете и да видите како изгледаме, ова е нашата објава, а меѓу другото, еве ги и првите коментари. Мирослав Божек има напишано: Европската унија веќе не сака да ни дава грантови, бидејќи гледа дека нашите влади се сите корумпирани и си ги стават тие пари во джеп. И тоа не само од сега, туку од 1991 година. Дискутабилно е дали во Европската унија се исто така корумпирани владите, тоа е точно, меѓутоа тоа е табу тема и далеку не е на наше ниво. Се додека народот гласа за Курто и Мурто од страв дека ќе го избркаат од работа или се продава за пенкало, запалка или капче, дотогаш ќе ни биде вака. И тука никакви квази независни тела нема да ни ја подобрат ситуацијата. Едино независно тело кое го признаваме е антикорупцијска. Сите други се полни со партиски послушници. Но ова Зген Ѓорги напишал Мирослав Божик. Па токму антикорупцијската комисија е составена врз основа на конфликт на интереси. Каде ја најде баш с неја за пример. Сега го продолжуваме со вас, бидејќи минутите во Црвена линија, во живо се секако наменети за вас и вашите јавувања, вклучувања, а јас ќе потсетам сите оние кои што веќе ја испуштат можноста директно да бидат вклучени, секако развијте дискусијата на Facebook и приклучете се на оние кои што коментираат, чернуваат и лекнуваат. Добар ден. Здраво, Телма Мелма. Здраво, за кого? Какво судство? 80% е злосторничко здружение, 20% суди и тие кога треба некоја нарачен злостор да се донеси како наводно пресуда, тие удат на боледување. Значи имам пример, 2 пати на боледување, нормален судија, али пак не е нормален, зашто не се спротиставува во апелацијата на големите злосторнички здруженија се. И да не ги обвинуваат демократските држави, таму има нормални судови, посебно Америка. И сите западноевропски земји. И Хрватска има нормален суд до некаде. Србија е подобар. Не е нормален, подобар е. Бугарија е многу подобар. Кај Јужниот сосед е подобар. Во Албанија е малку подобар. Значи вака. Решение. Следните избори. На нотар изјави дека сите злосторнички одлуки нарачани партиски и парата кај што ќе влези на сила, значи тие се злосторнички одлуки, уништување на цели фамилии. Ревизија. И секој кој бил учесник од злосторничкото здружение да ги плаќа додека жив и со имотот, да се вратат парите на сите такви одлуки. И така че има патриотизам и македонци прави. А не, знаете зашто бегаат многу млади?
од неказнивоста. Внимавајте на тајмерот, ќе подсетам 90 секунди е време траењето на секој излагање, но секако доколку сакате да се надополните, слободно завртете го повторно нашиот број. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Видете, ние имаме криво судство, немаме правосудство и судство. Ние имаме најкорумпирано судство што постои. Зошто е тоа така? Па знаете зашто тоа е така? Затоа што се сите научени дека се недопирливи. Прво, сега беше шансата да го средиме судството дело, да го средиме тоа е, бидејќи ќе се отвора уставот, да им се симне заштитата, дека се недопирливи, дека судиите не може да одговараат, дека нивното е последно, дека судија не може да одговара за издадено мислење или пресуда. Туку треба да одговара за своите дела. Затоа што судиите се моментално, знаејќи го ова и како се донесени законите, си немате представа што се случува. Прашање е на време кога ќе почне народот да пресудува на одредени судии. Затоа што веќе оваа нивна кавадархиско однесување не се и онако корупција не се трпи. Ние граѓаните, знаете што е најголемиот проблем? Што ние граѓаните не можеме да искочиме во јавноста и да ги покажеме предметите на кои се дело на нашите честни судии, како што денеска се правеле Републички судски совет. Тие се дублото на криминалот, да ви кажам право. И холандскиот амбасадор е 100% во право, што им ги скинал парите и онакото. Тие треба, ако постојано случај што го направија изборот и театарот, требаше сите да се, ако има морал и етика, требаше да си дадат оставка, а не денеска они да кажуваат кој е право. Благодарам многу за јавувањето. Тука уште еднаш ќе подсетам, само внимавајте на тајмерот, но секако отворени сме додека трае црвена линија, повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Добар ден, Тинче, поздрав до Црвена линија, голем поздрав до тебе, до сите Благодарам, прекрасна голем режија. поздрав секако и до вас. Убава недела, да ви кажем почеток, али овој не е убаво, Тинче. Американци, холандјани, зашто викат мама на тате, тата на мама, детето остане овој. И ја да ти кажем, Тинче, со суд сам се расправјала, па си викам сак, што сака да ми направат више на суд, нема. Се што сам судила, све сам изгубила, сите тражат пари, па да ти кажем, кај нас, Тинче, у Паланка, мало место, на свако ќоше адвокати, суди, нотери, чекай бе, кога ти тужат овие бе? Мене ми е просто чудно, кад погледнем, па дури се стресен, викам, на што личи тие судиите, адвокатите отварат кафани, чуда прават. Во е све за пари, све е партиски, да ти кажем, тешко за народот. Криво ми е што, еве, куќи се празна, деца бегат, значи, како беше тој, криво седи, право суди, ама изгледа ми овие право судат, право седат, криво судат, ништо не, само се еден отпуштат се партиски, дај овај ќе биде, да, онај ќе биде. Бар сам сведок, 30 години сам у тај администрација, што се вика, тој чудо се прави, чудо. Значи, тешко за овај народ, што убаво кажај гледачот пред мене, да не појдеш по тие врати. Болje да се договорат дома, там да имат нешто да си поделат, имање ли е, што ли е, роднините, него ли по судишта. Они мислеше, у судовите кумови ќе ги турат, еве ги по колку години. А па бидете ли еве времења кога имавме поинакво судство? Жива и здрава и поздрав. А се извинувам, дали паметите времења кога имавме подобро судство? Добро, како и да е, се исклучи гледачката, голем поздрав до неа, секако нека продолжи да не следи, па и веќе видиме на ова што сакав да ја прашам гледачката пред малку, што ќе каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Еве ќе почнеме со тоа, паметите ли времења кога имавме поквалитетно, поинакво судство? Да, беше тоа, имаше многу квалитетно. Да. Кога беше Југославија. Ретко имаше некаде да судите да сгреше, ама тука сега не. Ако му даеш пари, ќе те суде да и човек да утепаш, ни крив ни дужен, тебе ќе те нема да те осудат затоа што имаш пари. Тие што имат пари, тие добиват. Американците не казнуват, пак ќе не казнуват. Ма прво е крива американската амбасадорка кога дојде, отиде прво кај тие криминалците и терористите да се поздрави со Ахмети, седеше. Прво тамо дојде. Кога дојде, Кобар вика, мало е тука има, вика, православно население и албанци. А како, треба да каже Македонија, тука има македонци, албанци за малцинство. Како сакат они нека сваќат. Па и другите што се, бугарите. Они ќе ни наредува, нека ако дојде тај од Америка, ќе наредува
да ги внесеме бугарите. Защо не на тъмците не отворят школи на африкански язик, само да ги сместят? А не тук судството. Кое е судство? Кое е? Кой ги щите криминалците ги щите? Сите криминалци са пуштени. Първо знаем, гледай, кога трябваше 1 евро за брат, но него го освободия. Невини го ги лежат от затвора. А другите виновните ще се седат надвор и шетат, взимат криминал пари, взимат от народа, оценуват. Фала многу, Тинке, пријатно. Благодарам многу и вам секако за учеството во Црвена линија. Еве уште нешто од Твитерџи, се разбира, ги читаме со оглед на тоа што и тоа се ставови, коментари и мислења на темата за која што дискутираме, па така можете и да се надоврзите на нив или можеби да имате спротивни ставови. Како и да е, Реймонд Редингтон напишал: холандскиот амбасадор Коп во интервју за Радио Слободна Европа јавно ја посочува судската власт и судскиот совет како високо корумпирани. Тој самиот кажува дека судскиот совет станал нелегитимно тело. Каде се јавното обвинителство и Министерството за внатрешни работи да покренат истрага? Тантела ретвитнала: па тие да не се поарни, ако не добијат посулче од влада со напишано шо да кажат, ни уста не отвараат, посебно сега кога видоа како помина Вилма и председателката на судскиот совет. Па дали некогаш ќе имаме независно судство, имаме ли сили, се разбира, самите да ја спречиме корупцијата во судството? И паметите ли времења кога имавме поинакво, поквалитетно, некорумпирано судство? Добар ден. Добар ден. Од Црвена линија сте, повелете. Македонија никогаш нема да има самостојно судство. Тоа е се под покровителство на Америка. И тие, како она изреката на зајахот држ, на кучето држ. И се знае, тие стојат зад албанците, не го штитат македонскиот народ. Ама еве холандскиот, да речеме, амбасадор испрати конкретна порака дека ништо не е направено напредок. И тоа е, како да речем, ајде не знам како да го наречам. Тука се они главни. Ете се виде од Ехтел и Енка, па се виде кога се гласаше за преспанскиот договор, како шетаа низ ходниците во собрание и многу други. Ако почнеме да набројуваме, нема крај за нивните дела тука во Македонија. Никаква, значи, никакво, нема самостојно судство. Ете. Тоа е. Јас не знам како мислат да продолжат. Ете сега деновиве само Агилер излегува, така вака било, не знам што ќе било, ако гласале, ако не гласале, оставете го народот прееднаш, оставете го на мира. Шо е ова е мешетаре од цел свет, како ние да сме диво племе, да не разбираме ништо. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Сега ако продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добро, што ме така и ќе продолжиме понатаму секако со Твитерџи. Ќе напоменам дека и на Твитер многу се коментираше со оглед на тоа што еве, ќе подсетиме дека токму завчера холандскиот амбасадор во Македонија, Дирк Јан Коп, за судскиот совет изјави дека е нелегитимно тело, болно е за гледање, кажано, и дека нема ништо од напредокот. И секако порача, вие треба да сте тие кои што ќе се изборите со корупцијата во земјата. Па еве, сметате ли дека имаме сили и умееме како да се справиме да се избориме со корупцијата во земјата? Дали некогаш ќе имаме независно судство? Дали паметите времења кога судството далеку повеќе се разликувало од судството денес? Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден и убав ден, ако сум ја на линија. Вие сте секако на линија, тоа во Црвена линија, повелете. Да ви кажам право, ја мислам дека никогаш судство едино ако не се смени комплетно све нешто од почеток, па да се смени. Меѓутоа, холандјанецот го поддржувам,
Затоа што вие да дадете на некого средства, појдете од себе, некој да ви даде, а да не му испорачате ништо, како ќе се осеќа? Значи, кај нас нема. Американците што дојде? Американците дојдоа само да направат поголема они дојдеа корупција, да бркат, уствари направила корупција. Америка дојде тука, сега малцечек меѓето нивно да си го појача, пошто веќе и Америка и она доаѓа у некоја рецесија, па сега чекај ќе одиме кај овие мали венемоки, веќе им направиме. А холандскиот амбасадор е сосема во право. Па вие видите со какви луѓе имате, каде се парите. Значи човекот Холандија дава пари, парите нигде ги нема, ништо не се случува, ништо не се променило, па добро, кои се тие луѓе што злоупотребува, тоа е злоупотреба на службена должност, не знам како да кажам, кога некој ќе ви даде вас пари, а вие ништо за тоа него не му враќате. Па за жал никој никогаш не дава ништо џабе. Така да сосема си се во право, меѓутоа жал за нас, што кај ние сме такви луѓе што живееме со такви луѓе што немаат никаква совест. Значи само гледа нешто да се земе и во свој интерес. Меѓутоа државата не иде во жив песок. Ние пропаѓаме, само не знам кој ден више ќе попадне. Благодарам многу за јавувањето. Секако во продолжение на дискусијата со вас ќе укажеме и на тоа што за судскиот совет според нив неосновани се критиките на холандскиот амбасадор дека се нелегитимно тело. Па еве како ги коментирате всушност изјавите и на судскиот совет, изјавата на холандскиот амбасадор и дали има надеж за нашето судство, дали самите можеме конечно да се справиме со корупцијата? Добар ден. Добар ден, Тинче. Голем поздрав до вас. Поздрав и до вас од Неготино. Имаме ли независно судство? Судство независно не сме имале овие 50 години, како што памтам, јас сум од постарата генерација, а никогаш нема ни да има. Прибидејќи, судиите се поврзани со адвокатите. И таа странка, кој што дава пари, тие добива. Не е џабен изреката речена, таа рака што не дава пари, не ја бакнува, така ли? Се суди по пријателска, родбинска врска и партиска. Кој што дава, тој добива. Тоа е многу пати доказано и никогаш нема да се среди таа работа. Како другарот Тито што ве каже, све могу спречити, ал протекцију не, и судството не може да го спречи. Бидејќи судиите настапуваат независно, непристрасно, пристапува. Уште кога влегуваш во судните да нарекуваат обвинет. А зошто обвинет? И потоа се трезниш на кејот од реката. Прибидејќи многу сум револтирана, посебите ми прашања за ваа тема имам многу пати. Ако имате прашање да ми поставите. Па еве, со оглед на тоа што вие очигледно сте целосно песимист. Но како и да е, драго ни е што се вклучивте во Црвена линија. Секако јас ве охрабрувам да бидете дел од секој издание, да дискутираме, бидејќи сепак ова е место каде што граѓаните, можеби единствено место каде што граѓаните може да се слушнат. Така да продолжуваме секако со вас. Ало. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Дали се слушаме? Да, ве слушаме, повелете. Кажам нешто за судството. Така. 3 години судам физичка делба со сестра. Дали е тоа до судија или до адвокат, да ми кажете? Имам договор од татко ми, доживотна издршка. 1/2. 3 години, 15 судења, само идам по судови, само плаќам. Кажете ми кај да се обратам, молим ве. Ме слушате ли? Да, ве слушаме, ние ви упаѓаме во зборот. Ај кажете ми кај да ја барам правдата, ајде. 15 судења за една обична физичка делба и тоа со оставен документ доживотна издршка од татко ми што го дочувал, што го сахрани, а таа другата сестра ни на сахрана не дојде. Си заградила полку. Сега 15 судења.
10 скици до сега. 1000 евра имам дадено за скици. Кажете ми, каде од таму ќе одам? А еве, според вас имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата во судството? Како да ја спречам? Бев во кај народен правобранител. Бев во Скопје кај народен правобранител. Бев во антикорупцијска. Оди вика во судски совет. Ке ме притли во судски совет да одам? Знаете ли, бев нервен сон сум здравието ми изгубија. Бескрено благодарам пред се што се вклучевте во Црвена линија и еве што го споделивте вашето лично искуство кога слободно ќе се изразам талката низ судските ходници. Долг период мора да се признае 15 години. Па еве, драги мои, тоа и ве прашуваме. Има ли надеж за нашето судство? Имаме сили да самите ја спречиме корупцијата во истото? Добар ден. На линија сум? Да, повелете. Видите, за судството, што е темата и за американците, за хулиганите. Ние имаме независно судство во нашата држава. Американците и хулиганите што кажуваат тие во право се затоа што судството не споро ни работи. Овие сите да се корупцивни сделки направени за време на владењето на режимот го беше уште не се осудени. Затоа вика американците дава пари судството, тоа треба да го алужира и да ги осуди. Било правилно или неправедно. Тука е се проблем што го кажува американците и што го кажува хулигането, а не е во нашиот совето си работи правилно. Секој дојде што ви се јавува од овие граѓани, гледам овде, нека направат некој дело, па ќе видат дали има судство или нема судство. Ево како ова предно што се јавува, одела толку години по судовите се караа со не може да се поделат имото таму или во што е сделката направена. Тоа е незин проблем, нин проблем е тоа. Затоа треба еднаш да се свесиме граѓани дека кај нас институционален системот работат. Само се спори во однос на тоа што имаме многу такви дела кои треба да се осудат, а има адвокати, има ова кои упорно го бранат. Упорно тоа го бранат и уште не може да добијаме пресуди. Тоа го кажува и хулиганите, го кажува тоа и амбасадорката, го кажува и Америка. Дава пари да обложува судството да биде поажурно сите дела што се направени како корупција да се осудат. И тога ќе немаме корупција. Така, благодарам многу за јавувањето. Уште малку еве од твитерџи. Продолжувам со твитот на Виктор Стевич кој што има напишано. Холандија повеќе немала да плаќа на Македонија за проектот Судски совет, затоа што се сомневале во корупција во судството. Овие па од Марс да паднале. Но вие секако сте се уште со Црвена линија, така да новите 90 секунди се за новиот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте. Благодарам, поздрав до емисијата, поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Прв пат се јавам. Драго ми е дека е така. Кога имам време, гледаме сега. Денеска е околу холандски амбасадор. Тоа е порака до нашата влада и до судството. Холандија е една од најозбилните членки на Европска заедница 27. Значи таму функционират сите закони, може Холандија е една граѓанска држава каде што одговорноста, таа морална одговорност е многу голема. И ние сега сите сме на патот за ЕУ, знаеме Холандија може во сите тие 35 поглавја да ни стави вето. Во секој момент и тоа ќе го направат најверојатно ако продолжиме со такво судство. Значи судството на нас преко ноќ не бива ништо, судството не такво 35 години. Значи топло-ладно. Ево сега околу американците. Американците топло-ладно се играт во Македонија. Значи тоа гледаме амбасадорката, какви изјави дава, пред некој ден вчера какви изјави дава. И ако ние сме сериозна држава, американската амбасадорка ќе се одеше денеска од Македонија, преведејќи таа директно, се меша во внатрешните работи, околу уставните измени, не околу, него точно имаме ли еве според вас сили самите? Да. Имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата? Не. Така. Благодарам што го дадовте вашиот одговор. Тоа е меѓу другото и нашата денешна Инстаграм стори анкета. Добар ден. Добар ден, убав ден.
Најубав ден и вам. Благодарам. Па вака, нашето судство е за жалење, затоа што ние имаме суд на папир, а на дело немаме, затоа што нашите суди не судат по словото на законот, судат по словото нивно, онака како што им одговара на нив. И затоа кај нас, значи, треба да се врати Голи оток, значи, или сите овие странци кои што доаѓаат тука ни укажуваат на сите негативности кои што ги правиме, да ги викнеме, да ги научиме и тие да судат како нашиве судии. Ако сакаме да имаме вистинско судство, право судство, значи прво треба да одговара и самиот судија за дело кое што не го пресудил онака како што треба, и тоа наше дело оди во Страсбург и таму 99%, значи барателите на тоа право во Страсбург го добиваат спорот. Повратно тогаш и судијата, и адвокатите кои што учествувале во бранењето или носењето на таа судска пресуда, да сносат дел од тој трошак. Ќе размисли тој синко мајчин дали требало така или не требало и ќе не чекај, ако не судам како треба, ќе ме осудат и мене. И мислам дека само на тој начин треба да бидеме ригорозни и на тој начин можеме, што се вика, да ја постигнеме целта. А вака, како што ние работиме, како што не само Холандија, нема ни друг било кој да ни даде помош да поддржуваат проекти и слично. Се ќе биде, како што беше на изреката, узалуд сам се надала. Благодарам, поздрав. Благодарам многу и вам за јавувањето. Па дојде времето и за реклами. По рекламите се знае, следуваат и резултатите од денешната Инстаграм анкета. Тука секако ќе ве потсетам уште еднаш, не заборавајте веќе за утре да бидете подготвени, да не заследите на Црвена линија Facebook, Twitter, секако профилот на Телма телевизија, а на Инстаграм оние кои што досега не следат, вака одговорија на нашето Инстаграм стори прашање: имаме ли сили самите да ја спречиме корупцијата? Со да одговорија 16%, а со не 84%. И сега тука доаѓа оној момент кога јас ќе сменам енергијата и се разбира, ќе ве посетам особено вас, драги мои од Црвена линија. Пред се ќе ви се заблагодарам што активно земавте учество во ова денешно издание, но и ќе ми биде особено драго, ако не сте се јавиле во Заврти на Телма, да се ја пробате среќата и во една друга димензија, каде што денес може да ви следуваат многу вредни награди. Јас секако тука ќе бидам подкажувачка и сега внимателно забележете ги прашањата кои што секако ќе ги имаме во Заврти на Телма. Прво прашање: под кој прикар настапува артистот Владимир Џокич? Кој доктор е познат како крал на пудингот? Потоа, колку црвени топки има на масата за снукер на почеток на партијата? Во кој спорт се прослави бразилскиот доктор Сократес? И еве дури 5 прашања. Петото е: кој напоредник ја дели земјата на два, приближно еднакви дела? Јас нема да се поделам, туку само ќе се споделам со вас за кратко време во Заврти на Телма.